Во ова видео ќе ги прокоментирам моите стајлинзи за матурската забава од 2013 година и апсолвентската забава од 2016 година. Ајде да започнеме. Да, ова сум јас од 2013 година сликан пред Епинал. Таму се правеше матурската забава. Овде, значи, како што може да се види, јас носам сако, кошула, гравата, фармерки и патики. Ова комбинација ја одбрав, искрено не ќе да носам костум, оти јас не сум од тие луѓе што обожаваат да носат костуми и панталони. Јас во костум никош не влезем, ама не можам да се замислам таа комбинација. Па затоа го решив ова. И доброто од оваа комбинација е тоа што фармерките ги носев после тоа и патиките ги носев после тоа уште многу години тие две работи. Фармерките ми се смалија, а патиките се искинаја и се фрлени. Сега, фармерките и кошулата, а и граватата, мислам дека и таа од манго, освен фармерките и кошулата кои што се купени од таму, а тој од Битола, а патиките се купени од Конверс Битола, а сакото е купено од Прилеп. Точно појма немам од кој бутик беше тоа. И вистина, комбинацијава е уба. А кошулата ја носев после па свадби. И пак не сум некој фан на кошули, ама кошули на свадби носам. Тогаш, иначе на други работи кошули, многу не. И памтам баш кога влегов, професорката по математика вака само ме запура вака. Одолу, нагоре и вака ме прави. Бомбонче. Овде е веќе 2016 година и е забавата апсолвентска. Тука, како што можете да видите, носам кошула, фармерки, бел ремен и бели патики исто од Конверс. Сега тука. Патиките се купени од Битол од Конверс, како што спомнав, ремена појма немам од каде. А фармерките и кошулата се купени исто од Прилеп. Тука не носев гравата, пошто ќе ме нервираше, знам. Не можам таква работа да носам. И се и овој стајлинг е убав. Патиките ги носев, уште се здрави, ама ги пензионирав пред многу години, пошто многу ми се правеа плоскајници, а фармерките веќе ми се смалени. И па прен сум повеќе достап тогаш, како што може да се види. Двата стајлинзи се